Добре дојдовте во оваа кратка видео презентација, која ви покажува како да ги поврзете уредите и да ги активирате услугите на Trimax, кои што вклучуваат телефонија, интернет и дигитална телевизија преку бакарен медиум. Ова се комплетите на уреди, кои што ги подигате од продажен салон на Македонски Телеком при склучување на договор за Trimax пакет. Има два типа на уреди, односно AVM Speedport W503V рутер и Motorola MP300 ресивер. Во пакетот со AVM Speedport W503V рутерот добивате мрежен жолт кабел со големи конектори, мрежен зелен кабел со големи конектори, DSL SIF лиснат кабел, бел телефонски кабел со мали конектори, адаптер за напојување, два адаптери за конектор RJ45 во RJ11, адаптер за телефонски апарат TAE. Додека пак пакетот со Motorola MP300 ресиверот вклучува мрежен кабел за поврзување на ресиверот со рутерот, SCART кабел, HDMI кабел, напонски кабел, далечински управувач, две батерии AAA, Пред да започнете со поврзувањето, важно е да се прочитаат сите важни предупредувања, совети и препораки. Откако внимателно ќе ги прочитате сите информации за рутерот, потребно е да го поставите на место кое што не е изложено на директна сончева светлина и врз него да не се поставуваат други предмети или уреди, за да се обезбеди природната циркулација на воздухот и ладење на уредот. Внимавајте, уредот да не го поставувате во близина на извори на јако електромагнетно поле, како на пример микробранова печка, бидејќи така се деградира квалитетот на бежичната мрежа која тој ја зрачи. За време на приклучувањето или исклучувањето на приклучните кабли, препорачливо е рутерот да биде исклучен од напојувањето. Исто така, важна напомена е рутерот да се исклучи од напојувањето за време на атмосферски празнења, како и во случај тој да не се користи подолг временски период. Доколку во вашиот дом има мали деца, ве молиме внимавајте рутерот да не биде лесно достапен за нив. За да се овозможат услугите, потребно е да започнете со поврзување на AVM 503W рутерот со DSL телефонската линија. Првин ќе добиете известување од нашиот контакт центар преку телефонски повик или SMS порака на вашиот мобилен телефон дека вашата DSL линија е активна. Потоа следи поврзувањето на рутерот со телефонската линија. Најчесто тоа е приклучокот на дозната за телефонот. Од дозната потребно е да направите поврзување преку DSL сивиот кабел со RJ11 мал конектор со соодветната сива DSL порта на рутерот. Потоа следува приклучување на рутерот во струја преку напонскиот приклучок со адаптерот за напојување. Важна напомена е, по вклучување на рутерот во струја, тој да не се исклучува од напојувањето или да не се прекинува DSL линијата во следните 10 минути. Доколку се случи ваков несакан прекин, може да дојде до блокирање на уредот и да биде потребна понатамошна интервенција од Македонски Телеком за деблокирање или замена на рутерот. Откако ќе се конектира со линијата, поврзувањето на рутерот со телефонските апарати ќе го направите преку телефонскиот кабел и црниот телефонски адаптер TAE во RJ11. На AVM 503W рутерот има LED сијалички кои што даваат сигнализација дали е се во ред со линијата или со услугите. Вкупно 5 на број, позиционирани од лево кон десно по следниот редослед: Power DSL, Online, W1, Internet Tel, Fastnet. Првата LED сијаличка, која што ќе светне со вклучување на рутерот во струја и поврзување на телефонската линија, е сијаличката означена со W1. Следна е сијаличката Power DSL, која што на почеток ќе трепка, потоа за да почне континуирано да свети зелено, откако синхронизацијата ќе заврши. Во тој момент, рутерот испраќа информација до Македонски Телеком дека е поврзан и дека почнува да презема софтвер, пошто уредот ќе стане функционален и подготвен за употреба. Индикацијата дека рутерот презема софтвер е кога LED сијаличките ќе започнат да трепкаат наизменично од лево кон десно. Откако преземањето ќе заврши, рутерот се рестартира автоматски. Доколку е се во ред, по рестартирањето треба да светнат зелено првите 4 сијалички на рутерот. Доколку имате проблем со интернет услугите, сијаличката Power DSL ќе свети црвено, а сијаличката Online ќе трепка зелено.
Доколку имате проблем со говорните услуги, сијаличката Power DSL ке свети црвено, додека сијаличката Internet-Tel ке трепка зелено. Доколку ви се појави некој од посочените проблеми при поврзувањето, ве молиме да се обратите во нашиот контакт центар за пријава на пречки на телефонскиот број 122. Откако ќе ја поврзате линијата, следно е поврзување на рутерот со персонален компјутер. Доколку имате персонален компјутер, поврзувањето ќе го направите со мрежан кабел со RJ45 конектор во LAN 1 или LAN 2 портите од рутерот со мрежната картичка на вашиот компјутер. Компјутерот, за да добие интернет услуга, нагодувањата на оперативниот систем за Windows IP адресата потребно е да бидат поставени така што IP адресата се презема автоматски. Во случај да користите Wi-Fi бежично поврзување, потребно е да се поврзете на мрежата која што автоматски емитира AVM рутерот. Името на бежичната мрежа и лозинката за најавување се напишани на сивата етикета на задната страна од рутерот. За да го промените името на бежичната мрежа и за да ја заштитите со друга лозинка, потребно е со некој од интернет преварувачите да се логирате на IP адресата 192.168.178.1. Со одбирање на веб менито Advanced Settings, W1, Radio Settings, може да се пристапи кон конфигурирање на името на вашата бежична мрежа. Во полето SSID Name of Radio Network се внесува името на новата бежична мрежа. Лозинката пак можете да ја промените во делот Advanced Settings, W1 Security. Понатаму, за активирање на IPTV услугата, потребно е поврзување на AVM рутерот со Motorola MP300 ресиверот. Ресиверот се поврзува со рутерот преку мрежен кабел со голем конектор RJ45 во LAN 3 или LAN 4 портите од AVM рутерот. Откако ќе го поврзате ресиверот со рутерот преку мрежен кабел, потребно е да ги поврзате уредите со вашиот ТВ приемник преку HDMI кабел, кој овозможува најдобар квалитет на сликата. Доколку вашиот телевизор нема HDMI влез, поврзувањето можете да го направите со SCART кабел, кој што може да го добиете бесплатно во нашите продажни салони. Сега ресиверот се приклучува во струја со напонскиот кабел и започнува да презема софтвер од IPTV платформата. На дисплеот на ресиверот може да се следи статусот на преземањето. Редоследот на пораките што се појавуваат на дисплеот е следен. Започнувам, барам сервер, преземам, вчитувам, точно време. Појавувањето на часовникот со точно време е индикација дека преземањето на софтверот е завршено. Статусот на преземањето можете да го следите на вашиот ТВ приемник. Првин се појавува еден запчаник со празна линија на дното на екранот. По кратко време, линијата почнува да се полни. Откако ќе се наполни, се појавуваат два запчаника, повторно со празна линија на дното на екранот. Оваа линија се полни побрзо од првата. Кратко по полнењето на втората линија се појавуваат три точки и веднаш потоа на јавната страница на Max TV на екранот. По кратко време се појавуваат и програмите на телевизорот. Важно, додека трае постапката за најавување, ресиверот да не се исклучува од напојувањето. Доколку при поврзувањето дојде до каков било проблем, на екранот се појавува пораката грешка при активирање на клиент. При проблем на преземање, на екранот ќе се појави некој од следниве пораки. Доколку се појави некој од посочените проблеми при поврзувањето, ве молиме да се јавите во нашиот контакт центар на телефонскиот број 122 за да пријавите пречка со ознаката која ја дава вашиот ресивер. Покрај основниот Motorola MP300 ресивер, можете да поврзете и дополнителен ресивер Tatung 100, чие поврзување е идентично со поврзувањето на основниот ресивер. Подетално, поврзувањето на дополнителниот ресивер можете да го погледнете на видеопрезентацијата Поврзување на дополнителен Tatung 100 ресивер на Пакарен Медиум. Ви благодариме што сте наш корисник.